Исклучително богатата, но се уште недоволно истражена ризница на македонското материјално и нематеријално културно-историско наследство, а врз која и во 21. век се уште се кршат копијата околу тоа кое е и чие е одредено наследство, беше темата на дводневниот меѓународен научен собир на Институтот за старословенска култура под наслов Материјализација на мислата, идеолошки концепти во културното наследство, кој се одржа во Прилеп. Јас сметам дека единствениот начин за да се дојде до вистината и да одговорите за сите овие прашања кои што се отворени се токму овие научни истражувања, дека преку науката единствено може да се стигне до продлабочени и вистински сознанија. Токму на овој научен собир предвидено да имаме еден таков диалог со партиципанти од различни земји, од се разбира од земјата, од околните држави, од САД. Во рамките на моето предавање на ова научен собир јас ќе презентирам резултатите од истражувањата кои што беа спроведувани во археолошкиот локалитет Црнобук и Демиркапија, кои ги реализиравме во соработка со Заводот и музеот Битола и Институтот за старословенска култура Прилеп. Примарната цел за одржување на овој научен собир беше да се промовираат суштинските вредности на материјалното и нематеријалното културно наследство, кои пред се втемелени во културната историја и традиција. Овој научен собир ќе даде значаен придонес кон интернационалната афирмација на македонското културно наследство, како значаен ресурс на колективната меморија и културната размена, објаснува доктор Василевски. Со презентациите и дискусиите се придонесува во разбирањето и значењето кое го имале и го имаат идеолошките парадигми и религиските сваќања на општествено и индивидуално ниво, како и за нивното влијание врз архитектурата, уметноста, обичаите, јазикот, фолклорните и литературните творби. Во оваа насока, Институтот досега има издадено и бројни научни публикации, кои се од особена важност за понатамошните истражувања на националното културно наследство.